НАТО ги испорача условите за членство на Македонија. Владата ги прими упатствата кои треба да се исполнат за 18 месеци, како што беше наведено на самитот на Алијансата одржан на 11 и 12 јули. Македонија мора да исполни политички, економски, безбедносни и судски услови, а успесите на земјата мора да бидат крунисани до крајот на април 2020 година. Во документот испратен до институциите што телевизија Алсат го обезбеди од своји извори, за сите министерства има многу задачи, но нивната координација ќе биде направена од страна на Совет на владино и министерско ниво, кој се очекува да помине на седница на извршната власт деновиве. Во документот испратен до генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг, меѓу политичките услови што земјава мора да ги исполни е наведено: продолжување на владењето на правото и реформите во судството, преземање активни чекори за зајакнување на одговорноста за корупција и организиран криминал, потоа да се зголемат напорите за изградба на функционално мултиетничко општество засновано на целосна имплементација на Охридскиот рамковен договор, целосно спроведување на процедурите за решавање на прашањето за името, што е услов за успешно завршување на процесот за пристапување. Покрај политичките прашања, документот исто така нагласува бројни услови во областа на одбраната и војската. Меѓу другото се нагласува потребата да се прават внатрешни процедури за испраќање на вооружените сили во странство, да се осигура дека сите стратешки насоки за развој на националниот систем на одбрана и способностите се во согласност со идното членство на НАТО. Потоа да се започне со спроведување на плановите за реструктурирање и модернизација на вооружените сили. Инаку разговорите меѓу Македонија и НАТО се очекува да започнат следниот месец, додека како што е наведено во документот врз основа на досегашното искуство, истите може да траат до април 2020 година, кога се очекува финализација преку ратификација од страна на земјите членки и официјално Скопје.